Во понеделникот на 27 мај, страницата на Бирото за јавни набавки го исфрли најскапиот договор годинава. Електрани на Северна Македонија или по-старо Елем ќе потрошат 12,7 милиони евра со ДДВ кај компанијата Пелистер од Битола за ископ на јаглен и јаловина за рек Битола. Време траењето на договорот е 12 месеци. Приказната за последната набавка за ископ на јаглен и на јаловина би завршила тука. Да не беше познато дека актуелното раководство на рек Битола и на електрани на Северна Македонија веќе втора година ветува набавка на сопствени машини, со цел да се заштедат пари на граѓаните. Таквите најави се логично продолжение на политиките на СДСМ, бидејќи кога партијата беше во опозиција ја критикуваше и обвинуваше власта дека тендерите за ископ на јаглен и за помошна механизација се извор на корупција. Заради ваквите и слични милионски тендери, цената на струјата постојано растеше, а сметката ја плаќаат граѓаните. Рек Битола ќе купи сопствена механизација за да не плаќа десетици милиони евра годишно за изнајмена. Идејата наврши 2 години, а почнува третата, но се уште не е реализирана. Историски, првиот тендер за набавка на механизација се обиде да го спроведе сегашниот председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски како директор на Елем. Но тоа го стори во јуни 2017 година, 2 недели откако на власт дојде СДСМ. Само неколку дена подоцна, владата побара тендерот да биде поништен. Тоа и се случи, откако темата беше политички употребена. Од власта за сомнежи за матен тендер, од директорот дека се е чисто. Наследникот на Мицкоски, во директорската фотелја на тогашната Елем, сега ЕСМ, Драган Миновски, најави истрага за тоа како и колку во изминатата деценија се трошело за ископ на јаглен и за надворешна механизација во рек Битола. Епилогот истрагата јавно не е познат, но на 26 март 2018 година Електрани објавија дека е распишан тендер за набавка на механизација што опфаќа 44 возила. Директорот на ЕСМ Драган Миновски тогаш изјави: во изминатите 10 години за циклична механизација и за помошна механизација компанијата има потрошено повеќе од 212 милиони евра, а нашите предвидувања се дека и цикличната и помошната механизација, вредноста на и цикличната и помошната механизација нема да надмине повеќе од 40 милиони евра. Заштедите се видливи. Ништо од ова на крај не се купи бидејќи тендерот беше поништен. Тоа го стори самата ЕСМ под образложение дека законот за јавни набавки фаворизира најниска цена, па поради тоа не можат да купат високо квалитетни машини. Нов тендер беше најавен по стапувањето на сила на измените на законот за јавните набавки. На 1 април 2019 година се случи и тоа. Измените на законот за јавни набавки стапија на сила. Нов тендер не е распишан. Повторно е во најава, сега за во јуни. Очекувам на тендерот да конкурираат гиганти како Caterpillar, Liebherr и Komatsu. Овие компании може да понудат машини што не се расипуваат 15 години и на кои единствено што треба е да им се стави масло. Досега тоа не беше возможно бидејќи со претходниот закон за јавни набавки можеа да се јават компании чии производи имаат сомнителен квалитет и можевме само да си направиме дополнителни проблеми. Дојде јуни, но тендер се уште нема. Зошто? 360 степени праша кај директорот на ЕСМ. Оттаму велат се чека на подзаконските акти на новиот закон за јавни набавки. АД-ЕСМ очекува во најкраток рок да бидат донесени подзаконските акти на законот за јавни набавки, за да биде распишан тендер за набавка на механизација за ископ на јаглен и јаловина за потребите на рек Битола. Тендерот од наша страна е веќе подготвен. Уште еден фактор поради кој тендерот не е распишан е судската постапка против Трансмет за неисполнување на обврски кон рек Битола, поради што е конфискувана дел од механизацијата на фирмата. Доколку добиеме дел од таа механизација, тогаш ќе нема потреба да купуваме одредени машини, така што и самиот тендер ќе биде коригиран во тој дел, односно набавката ќе биде намалена во делот на машините кои би ги добиле на тој начин. Сето ова не го менува фактот дека од промената на власта во јуни 2017 година до крајот на мај 2019 година ЕСМ склучила 40 договори за ископ на јаглен и јаловина, како и за изнајмување механизација. Вкупниот договорен износ на работите е 44,5 милиони евра, ако се одземе тендерот со Трансмет. Тендерите ги добиле 13 различни компании, но не сите добиле еднакво парче од колачот. Пелистер ДОО Битола е фирмата која најмногу се офајдила од услугите на ЕСМ во последниве 2 години. 4 ангажмани на оваа фирма за ископ на јаглен во рек Битола ЕСМ ја чинеле 21,8 милиони евра.
Пелистер ДОО Битола ја води Силјан Мицевски, поранешен градоначалник од редовите на СДСМ, но и бизнисмен кој успеваше да добие уште поголеми тендери во РЕК Битола кога ВМРО ДПМН беше на власт. Ископот на Јаглен им донесе 12,1 милиони евра и на фирмата Марковски компани. Собственик е Борче Марковски. Актуелниот директор на РЕК Битола Васко Ковачевски во 2017 го опиша Марковски како близок пријател на Сашо Мијалков. Фирмата Марковски компани од 2008 година до денес има добиено тендери во РЕК Битола во износ над 60 милиони евра. Оваа фирма е тесно поврзана со највисокото раководство на ВМРО ДПМН. Во топ 3 влегува и фирмата Мис Комерц Митко Доел Скопје со 4,5 милиони евра. И повторно, станува збор за компанија која добивала тендери и од претходната власт. Дури четвртата фирма на ранг листата СВ Инвест е нов играч. Досега добиле тендери во висина од околу 2 милиони евра за ископна јаловина и за помошна механизација. Од Централниот регистар може да се види дека собственик е Стојан Чифлигаровски од Битола. Карактеристично за фирмата е што од основањето во 2011 година бележи брз и постојан раст низ годините, но дури минатата 2018 година првпат има повеќе од 20 вработени и покрај приходите од милиони евра во претходните години. Опозицијата ја поврзува СВ Инвест со семејството на премиерот Зоран Заев. СВ Инвест демантираше такви релации. Истражувајќи ги набавките на РЕК Битола во изминативе години за ископ на Јаглен и за помошна механизација, дојдовме во допир со подзаборавени факти. Газдите на најголемите добитници на тендери во РЕК Битола се во исто време и почесни конзули на странски земји. Силјан Мицевски од Пелистер е почесен конзул на Србија. Борче Марковски од Марковски компани е почесен конзул на Белорусија. Ако подлабоко се погледне листата на сите почесни конзули во земјава, заклучокот е дека таа функција е како предодредена за бизнис секторот. Имер Селмани, Бисоел, Албанија, Живко Мукаетов, Алкалуит, Данска, Сашко Миладинов, Албатрос, Естонија, Свето Зарјаневски, Тиквеш, Финска, Сашо Јанакиевски, Еко клуб, Унгарија, Зоранчо Митровски, Езимит, Латвија, Маријан Стојменов, БС, Литванија, Енвер Малики, Гемак, Мексико, Штерионаков, Фершпет, Романија, Сергеј Самсоненко, СИС, Русија, Ајдован Адемовски, Стоунбридж, Турција. Функцијата почесен конзул нуди неколку привилегии, како на пример поврат на данок за предметите кои ги купува почесниот конзулат, дипломатски таблички на автомобилот, учество во дипломатскиот живот во земјата. Иако не штити од кривичен прогон, функцијата сепак обезбедува повнимателен пристап од истражните органи, бидејќи меѓународните конвенции бараат земјата домаќин да му обезбеди услови на почесниот конзул со што помалку пречки да ја врши својата конзулска работа.